Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас Маријан Николовски. Попладнени вести во 16 денеска гледаме. Обвинетите за убиствата на Вања и Панче бараат ослободителна пресуда. Данска ветува подршка за македонските евроинтеграции, но очекува исполнување на преземените обврски. Ахмети го сака Таравари, но Европскиот фронт го смета за недостоен. Уличната пресметка за сообраќај во Чаир хоспитализира 3 лица на клинички. Иран не се откажува од ракетните напади. Израел тврди дека носи победи во војната. Во овие вести детали од продолжението на судскиот процес за убиствата на Вања и на Панче. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Завршни зборови на обвинетите за убиствата на Вања и на Панче. За деталите од денешното продолжение на судскиот процес, Тамара Дичовска во овие вести. Одбраната на обвинетите Владко Кешишев, Боре Видевски и Велибор Манев побарат да добијат ослободителни пресуди за убиствата на Вања Ѓорчевски и Панче Жижовски, бидејќи, како што тврдат, тие немале никаков удел ниту вмешаност во убиствата. Тие можеби евентуално ако треба да бидат казнети околу грабнувањата на Вања и Панче, но не за убиствата, бидејќи додека тие го организирале киднапирањето на овие две лица, не знаеле дека крајниот исход е Палевски да ги убие. За Боре Видевски, адвокатот бара тој да добие ослободителна пресуда и за убиствата, но и за грабнувањата, бидејќи иако првичниот исказ на Боре Видевски тој призна вина, тој подоцна се предумисли и во обвинителството и во судот кажа дека ниту бил на местата каде што биле грабнати Вања и Панче, ниту пак ги извршил убиствата, а според неговиот адвокат целиот овој процес е политички монтиран и обвинителството прави еден театар пред јавноста. Владимир Туфекџик, пак адвокатот на таткото на Вања, најави дека исто така кажа дека обвинителството немало никакви докази, самото тоа го признало за неговиот клиент и најави дека ќе бара уштета за целиот овој процес во кој Александар бил инволвиран. Следното ручиште продолжува во петок, каде што завршни зборови ќе имаат и сите обвинети. Деталите од денешното ручиште и завршните зборови на одбраната ги гледаме во продолжение. Ослободителни пресуди за убиствата на Вања и Панче бара одбраната на обвинетите. Владко Кешишев се плашал од Палчо и му бил поданик, но не учествувал во убиствата, ниту во грабнувањето на Панче Жижовски. Неговиот адвокат бара да биде ослободен од убиствата кои му се ставаат на товар, а да одговара само ако има евентуална вина за грабнувањето на малолетната Вања. Бара судот да има предвид дека токму Кешишев, поради грижата на совест која имал, ја одвел полицијата до каде што биле закопани телата. Сметаме дека единствено она кое што самиот Кешишев потврди дека имал учество е во делот на грабнување на оштетената Вања Ѓорчевска. Сметаме дека и овде нема делови за нема основи за соизвршителство, а уште помалку за соизвршител во делот на убиство на Вања Ѓорчевска. Одбраната на Боре Видевски пак смета дека обвинителството не изнало никакви докази дека неговиот клиент е некако вмешан и во киднапирањата и во убиствата. Бара ослободителна присуда бидејќи целата истрага според него е политички монтирана и аматирски изведена, а целиот случај бил изведен како театар пред јавноста. Јавното обвинителство во сета оваа постапка се базираше само врз основа на предпоставки, само врз основа на конструирани изјави и само врз основа на изминено признание и на исказ на 20 од обвинетите. Велибор Манев пак да одговара само за киднапирањата на Вања и Панче, но не и за нивните убиства, бидејќи тој не знаел дека грабнувањата на крајот ќе завршат со убиство од страна на Палевски. Тој самиот признал, вели неговиот адвокат, за вмешаност во грабнувањата, но му укажал на Палевски дека Вања не е жената која требало да ја киднапираат и му посочил да ја пуштат. Имал претходно договор со другите обвинети, но немал умисла за извршување таков вид кривични дела, а инкримираните действија кои ги презел при извршување на кривичните дела грабнување немаат елементи да представуваат основен придонес за извршување на кривичното дело убиство. Во неговите действија нема елементи пред законското битие на кривичното дело убиство и нема каузалитет помеѓу преземените действија, поради тоа што против овие кривични дела барам судот да донесе ослободителна пресуда, кажа адвокатот на Манев.
И Владимир Туфекџик, адвокатот на таткото на Вања, бара неговиот клиент да биде ослободен од вина, бидејќи обвинителството немало доблест да го повлече обвинението, иако немале никакви докази против него. Самиот јавен обвинител на 11 јуни 25 година во завршен збор кажа, цитирам, не постојат докази за поврзаност или комуникација помеѓу таткото и Љупчо Палевски. Следното ручиште завршни зборови ќе даде одбраната на Палевски, како и сите обвинети. На минатото ручиште обвинителството побара доживотни казни за Палевски, Видевски, Кешишев и Манев, а таткото на Вања да биде казнет со соодветна затворска казна. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Градоначалникот на Кочани поднел кривични пријави за нелегално функционирање на угостителски објекти. Од пазарниот инспекторат велел дека само на територијата на општина Кочани досега се извршени над 30 координирани контроли на сите надлежни институции. Мирјана Давидовска. Градоначалникот на Кочани поднесе кривична пријава за незаконско работење на угостителски објекти. Во обвинителството достави документи со кои пријавува угостители дека узурпираат простор, работат спротивно на законите и ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. Како е возможно да се толерира работа во дивоград? Дали има контроли и што значат тие контроли од страна на државен пазарен инспекторат? Зошто се дозволува работа во тие дивоград? Сакам да прашам до Агенција за храна и ветеринарство. Како е возможно да се добие ХАСАП дозвола за угостителски објект кој што служи храна, доколку кујната е дивоград? Исто така, сакам да прашам како е возможно да има приклучок на струја во тие угостителски објекти? Од Агенцијата за храна и ветеринарство, кои беа прозвани од градоначалникот преку соопштини, информира дека тие не се надлежни да постапуваат за издавање дозволи за работа на угостителски објекти. По однос на прашањата кои се однесуваат на заштита и здравје при работа, АХВ нема надлежност за постапување, како што нема надлежност ниту во делот на издавање елаборати за НССР, ниту е надлежна за приклучување на електричната мрежа. Од пазарен инспекторат вела дека само на територија на општина Кочани досега се извршени над 30 координирани контроли на сите надлежни институции. Констатирани се неправилности и недостатоци кај 20 угостителски објекти и изречени се прекршачни со платни налози. По извршените контроли ја известивме општина Кочани и секторот за урбанизам, како надлежни за констатираните недостатоци да постапат по нашите забелешки. Опозицијската СДСМ со нови обвинувања кон власта за трагедијата во Кочани. Од партијата објавија дека дошле до податоци со кои тврдат дека ВМРО ДПМН се обвидува да сокрија вистината за неголемата трагедија во државата. Тврдат дека фирма донатор на ВМРО. Она што ВМРО ДПМН треба да го одговори на македонската јавност е дали Салтировски консалтинг, собственост на сопругата на началникот на СВР Штип, служела како фирма параван за прибивање на рекет од локалите кои биле зоставени од контролата на полицијата, како што бил примерот со дискотеката Пулс. Владеачката партија тврди дека истрагата за Кочани од страна на МВР е спроведена во целост и никој не е поштеден. Ги обвинија СДСМ дека користат трагедијата за партиска кампања во пресретни изборите. СДС не само што не знае за правда воопшто, туку оди и понатаму. Злоупотребува смрт на невини лица. Според наши информации, СДС имале состанок на кој присуствувале повеќемина од раководството и токму на тој состанок договориле Кочани да биде дел од кампањата во следниот период. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Данска ветува поддршка за македонските евроинтеграции, но очекува исполнување на преземените обврски. Ахмети го сака таравари, но Европскиот фронт го смета за недостоен. Данска ветува поддршка за македонските евроинтеграции. При денешната посета на Македонија повика на исполнување на преземените обврски. Данска од 1 јули е преседавач со Унијата. Проширувањето ќе биде во фокусот на данското председавање со Советот на Европската Унија, кое стартува на 1 јули, вели министерката Мари Бјере, која престојува во Скопје. Според неа направен е прогрес и сега е моментот Македонија да го искористи, но вели остануваат обврските и реформите кои мора да бидат завршени. Моментумот е тука и ве молам да го зграбчите овој момент. И сега, со нашето предстојно председателство со Советот на Унијата, ќе ви кажам дека ние не можеме самостојно ова да го туркаме. Ние сме тука конструктивно да работиме со вас, со Северна Македонија, за да можеме заеднички да ги видиме каде можеме да напреднеме, во кои делови да можеме да го оствариме напредокот. И затоа сме денеска тука да ве поддржиме во овој напредок. Секако тој треба да биде заснован на
исполнети реформи на сите оние барања кои што треба да ги испорачате. Доаѓањето на Бјере во Македонија е силен сигнал дека Данска е силен поддржувач на македонските интеграции, вели министрот Муртезани. Од неговата колешка побарал во интегративниот процес да се почитуваат копенхашките критериуми како единствен темел врз кој се гради политиката на проширување. Проширувањето на Европската Унија мора да се води исклучиво според копенхашките критериуми, објективни, мерливи и еднакви за сите. Во време кога процесот е изложен на притисоци и тенденции на билатерализација, токму овие критериуми се нашата заштита. Тие се потсетник дека европскиот пат не смее да се условува со прашање надвор од суштината на демократијата, владењето на правото и функционалната пазарна економија. Веруваме дека под лидерството на една кредибилна земја членка, како што е Данска, ЕУ ќе може појасно да го артикулира својот ангажман кон регионот и да покаже дека процесот е не само жив, туку и остварлив. Бјере не ги споменал врските на Бугарија со 16 пресуди на судот во Страсбург и не одговори што ќе направи нејзината држава за да ја помогне на Македонија во процесот, но ги пофали Црнагора и Албанија за напредокот, најави поддршка за Украина и за Молдавија, а ја повика земјава заеднички да работи со Брисел за придвижување на процесот. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Откако Тараварија напушти владата, сега тешко му оди и коалицијата со ДУИ. Без разлика на блиските релации со Ахмети, партнерите на Европскиот фронт имаат проблем со прифаќањето на Таравари. Се уште нема конечен договор за соработка меѓу Таравари и Ахмети покрај тоа што лидерот на Алијанса ги напушти вреди и владата токму поради калкулациите за локалните избори. Од Европскиот фронт велат дека наскоро ќе бидат објавени детали од разговорите. Сепак добро упатени извори велат дека колку и Таравари и Ахмети да ја посакуваат соработката, првиот интегративец има проблем со прифаќањето на екс-министерот за здравство од останатите партнери во фронтот. Особено крилото на села се уште не го простува тоа што токму Таравари првично ја напушти и распадна Алијанса. Оттаму се сомневаат дека мотивите на Таравари се лични. Излегувањето на Арбен Таравари како еден од главните креатори на Влен од владата без да го понесе целото свое творештво со себе не е национален чин, туку комерцијален, сега во пресрет на локалните избори. Бидејќи од првиот ден во политиката тој никогаш не бил без власт, особено без локална власт. По потпишувањето на договори од десетици милиони евра во здравството, да излезете и да кажете доста беше излегов. Извинете, но враната не ни го испила умот за да паднеме на ова ниво, а ни помалку ни повеќе ни албанците, напиша на Facebook пратеничката или Редаути од кај села. Предходно Искендер Реджепи, кој е во фронтот на ДУИ, коментираше дека разговорите Таравари и Ахмети се приватни и за соработката на локалните избори ќе треба согласност од сите во коалицијата. Во меѓувреме Европскиот фронт се уште е под притисок на владеачката вреди за превземање на пратеници. Не ја потврдуваат информацијата дека Тачи заминува на другата страна, но велат секоја партија само одлучува за себе. Значи секоја партија, политичка партија го има правото да одлучи за својата стратегија и своите постапки кои ќе ги преземе во следниот период. Цениме дека наредните денови ќе имате повеќе информации и ќе излеземе со јавни информации. Според информациите од вреди за ДПА на Тачи, веќе се чува место во владиниот кабинет, заменик министер за одбрана. Од ВМРО ДПМН за сега не ги коментираат ваквите можни преминувања на страната на власта. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Европскиот фронт на ДУИ по иницијатива на Бошначкиот демократски сојуз бара покрај негацијата на Холокаустот да се казнува и негацијата на геноцидот во Сребреница. Законските измени на кривичниот законник веќе се поднесени во парламентот по редовна постапка, а опозицијските партии велат дека државата имала обврска на нив, бидејќи потпишала и поддржала повеќе меѓународни декларации против геноцидот од 1995 година. Повод за измените се 30 годишнината од овој грозоморен чин, но и Facebook статусот на вице-премиерот Иван Стојковиќ за овој настан. Во изминатите неколку години, како во регионот, така и кај нас, од страна на одредени поединци, јавни личности, политички лидери, па дури и јавни функционери, можевме да слушнеме и прочитаме изјави и коментари со кои отворено се негира геноцидот по Сребреница. Добро знаеме дека негирањето на геноцидот представува последна фаза од неговото целосно спроведување и може да биде најава за започнување на некој нов геноцид. Затоа сметаме дека со усвојување на оваа дополна на кривичниот законник ќе се намалат
испречат ваквите појави во нашата држава. Со предлогот за измена и дополнување на членот 407а од Кривичниот законник на Република Северна Македонија се предлага јасно и недвосмислено санкционирање на негацијата на геноцидот на Сребреница. Како акт кој не само што длабоко ги навредува жртвите и нивните семејства, туку представува и закана за правниот поредок, мирот и стабилноста на граѓаните. А во политичкиот блок и за реакциите на власта и на опозицијата за вчерашната прослава на роденденот на ВМРО ДПМН. А тоа што Мицкоски пробува да воспостави авторитарна диктатура во Македонија и тоа што на меѓународна сцена беше откриена таа негова намера, не е кодошење, туку е патриотизам. ВМРО, НОП и АСНОП се генезата на борци против диктатура, авторитарни режими и врховисти. Да се биде авторитарен значи да се биде врховист, а никако патриот. Врховизмот во начинот на владењето на Мицкоски е најголемото предавство кое може еден македонец да го направи. Мицкоски ја направи Македонија понижена наместо горда. И треба да се соочат со реалноста, затоа што нивната намера е очигледна и тоа го чувствуваат дури и граѓаните. Венко Филипче е срам за Македонија. Наместо да биде во линија со националните интереси, тој по примерот на Зоран Заев оди и ги подкопува позициите на државата во Атина. Венко Филипче го користи секој свој јавен настап надвор за да ја кодоши државата и да ги руши нејзините позиции со лаги и измислици. Што го тера Венко Филипче да ја плюка државата надвор? Дали Венко Филипче знае дека како опозиционер има обврска да биде во линија со националните интереси, или сепак не може да се надмине себе си и струмичката политика на Заев, која се темели на предаства и коленичење? Поради пожар прекин на работата и на вториот блок на РЕК Битола. СМ се сомневаат за намерно подбетнат пожар. Опозицијата обвинува за неспособност на раководството. РЕК Битола е целосно надвор од енергетскиот систем по дефект кој утрово избил во блокот 2, единствениот кој беше во активна фаза во летните месеци. Како што информираат од СМ, заштитниот механизам на вториот блок автоматски се активирал и го исклучил од системот поради зголемена температура во контролниот ормар. Од СМ се сомневаат дека некој намерно запалил оган во ормарот за да предизвика испад, па случајот го пријавиле во полиција. Со оглед дека станува збор за потенцијална саботажа, веднаш по настанот надлежните служби на РЕК Битола реагираа согласно оперативните протоколи. За случајот е известена криминалистичката полиција која во моментов врши увид на местото на настанот со цел утврдување на сите околности, велат од АДСМ. Очекувано случајот стана тема за меѓупартиски преписки. Денес сведоци сме дека после нецела година неспособното раководство на СМ секојдневно го пропастува енергетскиот систем со несоодветно управување. Цела РЕК Битола не е на мрежа поради пожар во командниот ормар од нередовно чистење и неодржување. И за да го оправдаат своето неспособно раководење, прават сензации со наводни саботажи и заплашување на вработените, се вели во соопштението на СДСМ. Од СМ објаснуваат дека блокот 2 беше единствениот кој работеше во летните месеци поради намалената побарувачка на електрична енергија од страна на снабдувачот Евана. Оттаму додаваат дека целите потреби на македонскиот пазар се покриваат преку зголемено производство на хидроелектраните, како и со купопродажба на електрична енергија. Александар Спасовски, Сител телевизија. Имале владина предизборна коалиција за локалните, кои се таргет општини на знам за односите во владината коалиција, позициите на знам за евроинтеграциите. Тема на денот со Максим Димитриевски. Три лица завршија на скопските клиники по вчерашната улична пресметка во Чаир. Инцидентот се случил поради недоразбирање во сообраќајот.
Поради недоразбирање во сообраќајот до борба за живот, 14 годишник и татко и син завршија на скопските клиники, откако вчера вечер со ножеви се пресметале во чаир. Според информациите од ургентен центар, 14 годишникот бил донесен со убодна рана во градниот кош. Ноќеска му извршена хируршка операција и му изводен дел од белиот дроб. Со тешки телесни повреди, меѓу кои убодна рана во градниот кош и левата надлактица на торакална е хоспитализиран и 56 годишникот кој што бил дел од пресметката. На домашно лекување е пуштен неговиот син, кој поминал со полесни повреди, односно имал убодни рани на абдоменот и левата шака. Денеска од торакална засител потврдуваат дека двајцата хоспитализирани пациенти се во стабилна општа состојба. Инцидентот е пријавен и во МВР, но оттаму велат дека се уште работат на расчистување на случајот. Вчера во 19 часот и 48 минути во СВР Скопје било пријавено дека на крстосница од улица Цветан Димов со улица Џон Кенеди по претходно недоразбирање настанала физичка пресметка помеѓу 14 годишникот Скопје и лицата СР на 56 години и ФС на 18 години, двајцата од Скопје, при што биле употребени ножеви и лицата си нанеле повреди. Сител официјално дознава дека инцидентот се случил поради недоразбирање во сообраќајот. Пресметката кулминирала кога двете страни извадиле ножеви и си нанеле повреди. Инциденти од ваков вид честопати ќе се најдат во полициските билтени. Експертите од областа велат дека е неопходна итна стратегија, но и промена на легислативата, со која во пракса ќе се казнат сите, меѓу кои малолетниците, кои се шетаат со ножеви или други орудија. Значи, не можеме да ја стимулираме културата на насилство. Она што подитно треба е да се направат веднаш и брзи интервенции во законот, и законот за семејство, и законот за образование, и во сферата на социјалните дејности, каде што ќе има програма како да се реагира пред да се направено, да се воспитуваат во духот на ненасилство, меѓутоа и како да се санкционира. Мора да има соодветни санкции. Габриела Лескова, Сител телевизија. Новиот министер за здравство има идеја за сообраќајниот хаос на клинички. Вели наскоро ќе има и решенија. Меѓу приоритетите му е и Кочанската болница. Саја Димитровска. Доктори и здравствени работници да се паркираат надвор од кругот на клинички за да има паркинг места за пациентите. Ова е само едно од можните краткорочни решенија за сообраќајниот хаос на скопските клиники, што ги планира министерот за здравство. Азир Алиу вели дека на овој начин би се ослободиле од 300 до 500 места, зашто преговараат со компании што имаат паркинг простор надвор од клиничкиот комплекс. Меѓутоа се уште е во фаза на разгледување за што ќе треба да ги информираат и вработените. Како и неколку министри предходно, и Алиу ќе брои колку пациенти влегуваат, колку медицински лица одат на работа со автомобили и како полесно да биде одењето на преглед во клиничкиот центар. Паркингот, за жал, во моментот не е ни мапиран кај да се паркира кола, ќе почнеме од базичните инфраструктурни чекови активности, за да видиме точно колку паркинг места имаме внатре. По нашата анализа длабока што ја правиме, ќе видиме колку имаме пациенти во кои што ги користат тие паркинг места, колку имаме вработени и после најверојатно ќе излеземе со решение, со некој оптимално решение, краткорочно уште еднаш. Една недела поседнување во министерскиот кабинет. Алиу вели дека се активирани на неколку фронтови со барање на решенија за подобар здравствен систем. Закочани и третманот на повредените од пожарот. Целиот процес ќе го води Министерството за здравство, од каде ќе координираат што е потребно. Го добили и барањето за итно вработување на медицински кадар во Кочанската болница. Ние како Министерство за здравство во фокусот ни се ние Кочани, но исто така да не заборавиме дека мора да ги обслужиме сите граѓани на државата. И итно ќе делуваме и во Кочани и во сите други здравствени установи, се со цел да може непрекинато да им се дават услуги. Министерот за здравство, кој е доктор по информатички науки, најави дека веќе работат на дигитален портал со јавно достапни информации, како на пример број на доктори, достапни здравствени услуги и цени. Сања Димитровска, Сител телевизија. Водостојот на Охридското езеро е за 17 сантиметри понизок од просекот за јуни. Екологистите предупредуваат дека ваквата состојба може да биде штетна за рибниот фонд.
Осцилациите на нивото на Охридското езеро штетни за рибниот фонд и растителниот свет. Екологистите сметаат дека влијание за ваквата состојба покрај временските прилики има и човечкиот фактор и вела дека мора да се изнајде начин за регулирање на нивото на водата. Состојбата на водостојот на езерото е за 17 сантиметри понизок од просекот за јуни и во моментов е на кота 693,48 метри надморска височина. На годишно ниво сега езерото испарува 350 милиони метра кубни води во атмосферава. Ali со климатските промени, ако имаме загревање на температура на планетата Земја и воздухот се загрева, испарувањето од 350 милиони метра кубни кои сега испарува на годишно ниво може да ни се дуплира. Знаете што може да се десиме? 15 до 20 или до 50 метра да изгубиме обалата. Екологистот Наумовски потенцира дека треба да се донесе закон шумските зелени појаси во сливното подречје на Охридското езеро да не се сечат. Прво што треба да направиме ние, треба да донесеме закон на ниво на држава. Шумските зелени појаси во сливното подрачје на Охридско езеро од Пресека до Светинаум и до Буково да се не сечат, да се остават, затоа што со благодарение на шумските зелени појаси ние ќе може да имаме активни извори во текот на годината кои ќе се вливаат во езерото и ќе се одржува нивото на водата 683, 60 или 80. Инаку според утринските мерења на Управата за хидрометеоролошки работи, температурата на водата на Охридското езеро изнесува 21 степен Целзиусов, што е за 2 степени повисока температура од просекот за овој период од годината. Нина Ритоновска, Сител телевизија.